Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. По 76 години слободарски живот ни останува заветот да го чуваме, негуваме и надградуваме Свети Николе, за да го предадеме на идните поколенија, подобар, поубав и поразвиен. Со овие зборови градоначалникот на општината Свети Николе Сашо Велковски ги пренесе стремежите на општинското раководство на денот на ослободувањето 14 септември. Одбележувањето беше свртено кон најмладите, кон оние кои изминатата учебна година во ковид услови успеа да го афирмираат градот со своите успеси на домашни и меѓународни надпревари. Беа презентирани постигнувањата во надпреварите по јазик и природни науки и спорт, а особено успешните шахисти и пинг-понгари. Нов предизвик пред училиштата и општината е да се организира образовниот процес во ковид услови, рече Велковски, како што кажа, ономо каде што застана минатата учебна година. На генерацијата што заврши во СОУ Кочораца им беше ускратена можноста на следечен начин да го прослават завршувањето на своето образование во училиштето. Но и во услови на пандемија, ние инвестираме во подобрување на условите на нашите ученици во училиштата, преку поставување на нова електрична инсталација, заменување на прозорци и врати, поставување нови тоалети, поставување на нови фасади, огради, поставување на нови топлотни грејни тела во училиштата. Сега се наоѓаме на нов предизвик. По 6 месеци пауза ги отвараме училиштата и градинките за прием на деца и ученици. Се надевам дека кога ги следиме протоколите, образовниот процес ќе го реализираме со најдобар ред. Од нас зависи. Градоначалникот ги наброја проектите на кои интензивно се работеше меѓу двете одбележувања на денот на ослободувањето на Свети Николе, како што е изградбата на нови патишта, реконструкција и асфалтирање на улици, пешачко-велосипедската патека до локалитетот Била Зора, како и изградбата на 11 летниковци пред колективните згради. Општината решава и повеќе комунални проблеми на граѓаните. Започнавме со реализација на поставување на канализација во градот во должина од 3,5 километри и атмосферска канализација и нова водоводна мрежа. Овие проекти значат целосно решавање на проблемот со канализацијата на Кнежевски пат, Рудина, улица Васка Циклева, улица Кикевачка. Еден од значајните проекти за Свети Николе што го реализираме оваа година е реконструкција и пуштање во употреба на пречистителната станица за отпадни води. Истата не работеше 12 години и како што знаете, целата канализациона мрежа се одливаше во Свети Николска река. Со реализацијата на овој проект овозможуваме чиста и здрава човечка средина. Но морам да потенцирам дека ќе помине доста време да се ичисти загаденото речно корито и отстранување на непријатната миризба во реката. Предстојат активности на проектот за затворен базен, објект со кој се дава урбан тон на секоја средина. Усвоен е идејниот проект, предстои усвојување на урбанистичкиот план и веќе идната година ќе почне изградбата на објектот кој за спорт и рекреација ќе биде достапен 365 дена во годината. На денот на ослободувањето беше оддадена почит на сите кои се бореа за слобода и тие што го дадоа својот живот со цел овие нови генерации свети николчани да ја уживаат таа слобода. Одбележувањето заврши со промоција на делата од Ѓуришката ликовна колонија, која оваа година со домашни автори се одвиваше на отворено во ковид услови. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.